поздрав. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Во името на муфтиство на Илезе Гостивар, во името на сите имами, мудерлизи и во моето лично име, јас ви посакувам добро дојде во нашава средина, во муфтиство. Морам да признам дека имаме многу задоволство и чест ни е што ево дојдовте и видевте за сhodно да ја посетувате муфтиство на Илезе Гостивар. Јас го молам Аллах џеле шануху да ви подари сева за овај зијарет што ни го учинихте. Како прво, чест за нас што дојдоа ученички, ако кажем, ако можам тако да кажем, на мектеб Подгорци. Јас мислам дека ова е убава традиција, добра, голема вредност, децата да шетат, да чинат зијарет, да видат што е исламот, како се организира исламска заедница во Република Македонија, кои се муфтиства, кои се институциите, посебно кои се медресињата во Македонија. Затоа Аллах да ви да здравје, долг живот и добро учење и во мектебот, и во школото и така натаму. Нашето муфтиство е еден огранок на исламската заедница во Република Македонија. Има повеќе од 110 имами, мудеризи, муезини, секоја џамија, како знаете, има свој мектеб. Ние како муфтиство на Илезе Гостивар имаме вратено вакф од државата, што е национализирано за време на комунизмот. Тако да со враќањето на вакфот, хвала на Аллах џеле шануху, го изградиме оваа зграда. Сега е во ред градба на средно исламско училиште за женска паралелка. Значи, ќе правиме една модерна школа за ученичките, значи за женска, како го викаме ние, женска паралелка, која е во склоп на Иса Бегова медреса, централна медреса. Оно што е најважно за нас, што беше многу видно, тоа што ние го воведувавме 100%, значи во сите школи се предава, се предава верскиот предмет. Значи имаме 8 теолози, воџови кои предава во школите и тоа остави големо влијание кај учениците, значи кај децата и така натаму. Затоа морам да ви кажам дека ево во оваа зграда делува и медресето, средно училиште, женско училиште, значи средно исламско училиште, каде имаме 170 ученицки, 8 паралелки и 20 професори и професори. Сега ќе го посетите вие медресето. Нашата медреса, значи нашата паралелка Иса Бегова медреса, има ученички од Скопје, Тетово, потоа Кичево, Струга, Охрид, Прилеп, Ресен. Значи имаме од сите градови во Македонија, само од Куманово немаме. Тако да нашата медреса полека добива во значај и има добри впечатоци кај луѓето. И ние сме сретни што нашите ученички, што јас не верувам дека ќе биде тако, сите носат униформа, значи хиџа, стриктно се ги поддржуваат и практикуваат сите наши барања. И навистина имаме добри ученички и се надевам дека и од Подгорци ќе имаме. Има една. Браво. Подгорци, браво. Значи имаме една представа. Затоа јас како прво му се заблагодарувам на имам Ефендија, значи Назми Ефенди Мамудовски и на своите соработници, значи ова е одборот на џамијата. Ова е многу убава традиција. Да ги терате деца, да шетат, да чинат зијарет,
да се запознават со муфтиствата, со воджовите, со муфтиите, со медресината, со џамиите и така натаму. Тука ни е централна џамија, Саат Бегова џамија, која има традиција повеќе од 400 години, Саат Кува и старата медреса, што потекнува од османскиот период. Затоа јас ви се заблагодарувам и морам да ви потврдувам дека ова традиција што вие го правите, навистина е добра традиција, треба да биде пример за сите хоџови, за сите мектеби во Македонија, вака деца да излегуваат, да видат сретни, да видат дека исламската заедница и исламот има голема перспектива и така натаму. Јас не сакам повеќе да должам, само да ви кажувам дека сега сакам муфтиство да ви дава еден доручак, ќе одите кај пореченица, после ќе ја посетувате медресето, џамијата, ќе се фотографираме и ќе имаме една убава успомена во... Јас овие фотографии што ќе ги земаме, одма ќе ги пратиме во ТВ Глоби и ТВ 2, го имаме во Гостивар, ќе го обавестиме народот, муслиманите, дека денеска имаме еден голем случај, значи ги имавме учениците од мектебот село Подгорци во од муфтиство Струга. Фала ви многу уште еднаш.
Najnapred cakam da vi se zablagodaram što najdovte vreme bi i vašio Efendija da je posjetite ova kuća, ovaj fakultet jedinstven u Republika Makedonija. Se работи за една образовна и воспитна институција во која се школуваат кадри од сите краишта на Република Македонија и од сите националности. Значи се работи за мултиетничка и мултиетничка институција во која се подготвуваат професори по верски науки, професори по религија, по веронаука и нормално вајзи по джамии, учители по верска наука и други функции, така натаму. Во овој новој факултет вообичајно се запишуваат свршеници на Исабеловата медреса, а мислам дека од оваа година или од
ќе можат да се запишат и ученици кои завршуваат други средни училишта. Со тоа што нормално ќе мораат да посветат поголемо внимание на два предмети. Тоа се Куран, читење на Куран и изучување на арапскиот јазик. Факултетот за исламски науки, како што ви реков, е единствената институција највисока во рамките на исламската заедница и таа институција оваа година се стекне и со акредитација призната еднаш на државата, како и сите други универзитети, како и сите други факултети кои постојат во Република Македонија, било да се тоа приватни или државни. Затоа ова факултетот за исламски науки навистина дава една изврсна прилика студентите да се запознаат со исламот и исламската религија. Освен во факултетот има повеќе институции, тука се наоѓа и Исабеговата библиотека. Библиотеката на Исабек, која се сметала за една од најстарите библиотеки на Балканот. Фондот на незините книги е сместен во просториите на факултетот. На факултетот има и универзитетска библиотека, тоа е една посебна библиотека чиј фонд на книги е наменет за професорите и студентите и за воопшто за секој оној што сака да чита, за секој оној што сака да се занимава со исламот, со исламските науки и така. Затоа, иншалла, кој ќе завршите верска полука, кој ќе се запишете на медресата Исабек или некоја друга медреса, некаде или надвор или кај нас, очекуваме да се запишете и на овој наш факултет. Затоа што овде се изучуваат науките или предметите во согласност со нашата ханефиска правна школа, со нашата традиција, негувана 500 години на овие простори и нема ниеден студент што може повеќе да се запознае со духот, со менталитетот на нашиот човек, како што може да се запознаат студентите кои ќе завршат на овој факултет. И на крајот да го замолам Возвишениот Аллах Џелешану да ве награди што успеавте, што одвоивте малку слободно време да го посетите овој факултет, да ја посетите оваа институција, затоа што можам слободно да ви кажам дека ретко кој доаѓа од Македонија, а нарочито посетителите на верска полка, што го посетуваат овој факултет. И се надевам дека секогаш ќе бидете добредојдени, било што да ве интересира, тука сме ние, ќе ви помогнеме, ќе ви дадеме инструкции, упатства, како понатаму додите, каде да се школувате, на кој начин да го стекнувате своето верско знаење. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.
حيلة إلا رجائي، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت، وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، مني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. Lice tvoje kada gledam, zikru svoje srce predam. Gospodara svoga molim da u ime njegovo tebe zavolim. Gospodara svoga molim da u ime njegovo tebe zavolim. Hejaško mi srce gori, tebe voli, tebe voli, tebi žuri, tebi da zagrli iman tvoj. Hejaško mi srce gori, tebe voli, Rabba moli da zavoli